Срцето и крвните садови се исклучително осетливи и страдаат многу од ниските температури, предупредува интервентниот кардиолог доктор Иван Милев. Тоа најпрво се гледа врз влијанието на студот, врз крвниот притисок. Именно самата надворешна температура доведува до една редистрибуција или прераспределба на циркулацијата во телото, при што артериите на периферните делови на кожата и слично се во една позиција на стегнување или спазам во грч, и тоа индиректно го зголемува крвниот притисок. Ако се земат и навиките на исхрана и користењето на нашите традиционални зимници кои што содржат доста сол, а солта, како што знаеме, има директно влијание врз зголемување на притисокот. Стегањето на крвните садови на ладно и нивното ширење на топло може да бидат исклучително опасни во комбинација со веќе присутни патолошки состојби во организмот. Сега замислете кога имаме една артерија на срцето која што има некакви облоги на холестерол и калциум на нив, тоа е така наречена ангина пекторис, при што крвниот сад се менува во диаметар, се шири и се стеснува. За жал овие плаки, односно наслаги на артериите не можат да го следат диаметарот на самата артерија и тука често пати заради температурни разлики доаѓа до пукање на овие плаки и до акутни срцеви инфаркти. Од овие причини лекарите со препораки како треба да се однесуваме и храниме во зима за да ги сочуваме срцето и крвните садови. Затоа би требало овие кардиоваскуларни прегледи да бидат зголемени во зимскиот период, пациентите почесто да мерат крвен притисок, да гледаат колку можат повеќе да ја намалат употребата на сол, бидејќи така сме обтоварени со сол, и секое убаво време и сончево време да го користат во движење и во пешачење, бидејќи на тој начин тоа ќе помогне во одржување на нивната и телесна тежина и во одржување на физичката кондиција и во намалување на притисокот. Важноста на следењето на лекарските препораки и почитувањето на нивните совети особено доаѓа до израз ако се знае дека кардиоваскуларните болести и понатаму се причина број 1 за смртност кај населението. На нив отпаѓаат околу 60% од сите смртни случаи во регионот.